Господине Ѓурчевски, ви благодарам за одвоеното време да бидете гостин во вестите на телевизија Алфа. Како ја оценувате моменталната ситуација во Министерството за внатрешни работи по последните случувања каде граѓаните добиваат пораки во име на министерот Спасовски дека се предмет на правни постапки? Видете, факт е дека ако ја согледаме таа ситуација, гледаме дека вкупната безбедност на системот на компјутерските системи, на информатичките системи во Министерството за внатрешни работи изгледат не ни се доволно безбедни за да некој во име на министерот праќа било какви пораки и известувања до граѓани и така натака со цел да го наруши и интегритетот и моралните вредности и се она што би требало да ги поседуваат еден министер за внатрешни работи. Затоа овде се поставуваат многу прашања колку нашите системи, компјутерски системи, не само во Министерството за внатрешни работи, каде што се создаваат најголемиот број на класифицирани информации, дури и оние класифицирани информации со степен државна тања, и во другите институции се поставуваат прашањето за безбедноста од овие сајбер напади или од овие хакирања кои што често пати ни се случуваат и нанесуваат огромни штети на вкупните активности на државните институции и раководните лица во тие државни институции. Проблемот со лажните дојави за бомби се уште не е решен. Има ли МВР капацитет да го реши тоа? Еве гледаме дека почна второто полугодие од школската година и така продолжија лажните дојави за бомби. Видете, повторно пак се навраќаме на она што јас често пати го кажував и повторно пак ќе го повторам дека Министерството за внатрешни работи, доколку тие дојави доваѓаат од домашниот простор, овај простор кој што го покриваат нашите телекомуникацијски системи, има доволно капацитети и доволно ресурси за да може да се справи со овие и да ги лоцират од каде доваѓаат и што доваѓаат, за да можеме да бидат тие лица приведени и изведени пред лицето на правдата, односно пред судските органи. Но факт е дека најголемиот дел од тие дојави доваѓаат надвор од Република Македонија и повторно Република Македонија е жртва на таа специјална војна која што се води против Република Македонија со тоа хакирање, односно со тие сајбер напади на компјутерските системи кои што владеат и мислам дека тука не ја добиваме онаа соодветна правна помош која што треба да ја добиваме од сите држави кои што се потписнички на тие меѓународни договори за размена на податоци кои што се од битен безбедносен карактер, како што станува збор со овие терористички најави за поставени експлозивни направи, било да е тоа на јавни места, во трговски центри, во училишта, во градинки и така натака, затоа што се нанесуваат штети и на вкупната безбедност, се предизвикува страв кај населението и затоа ги квалификуваме како терористички активности, но се нанесуваат и огромни економски штети, затоа што имаме неработење, затварање на дуќани и така натака, и сето тоа представуваат еден голем проблем. Факт е дека можеби некои активности во Министерството за внатрешни работи не течат онака како што треба да течат. Има некое ситно опонирање внатре во самото Министерство за внатрешни работи, што остава простор на сомнеж како да Министерството за внатрешни работи нема доволно снаги, знаење и капацитет да се справи со оваа појава на лажните дојави, односно досега се лажни дојави, односно за овие дојави за подметнати експлозивни направи, и затоа јас лично би повикал малку попрофесионален однос на сите нивоа во Министерството за внатрешни работи се со цел да се овозможи нормално функционирање во државата. На кое ниво е сајбер безбедноста со оглед на тоа што хакиран е и системот на Фондот за здравствено осигурување и дали граѓаните оправдано стравуваат дека можеби нивните лични податоци може да бидат злоупотребени? Видете, стравот од злоупотреба на личните податоци на граѓаните секогаш постои. Хакирањето е општо познато и во светот, значи нема држава која што не била жртва на хакерски напади, на овие сајбер напади кои што се случуваат во овој современ свет, на електрониката и така натака. Компјутерџиите, односно информатичарите, тоа многу подобро ќе ви го кажат, дека ние како држава, не само ние како држава, него дека сите сме нападнати
и сме жртви на тој дел. Она што е прашањето за фондот за здравство, тоа е малку симптоматично во време кога имаме негативен финансиски извештај во многу области на фондот за здравство со злоупотреба на огромни финансиски средства, значи кои што ќе излезат огромни стотици милиони, не само овие 20-30 милиони евра, него ќе излезат стотици милиони евра злоупотребени од периодот на коронавирусот, кога се прогласи вонредната состојба и кризнава состојба која што е сега, каде што огромниот дел од јавните набавки се прајани без без јавен повик, него се дире со непосредна спогодба и имаме тука едно огромно основано сомнение да се сомневаме дека тој хакерски напад кој што некој сака да го прикажи, барем остават простор за сомнеш кај безбедњаците, кај кривичарите, да се сомневаме дека нешто сака да се прикрие од тие податоци и дека е нападнат системот каде што е сметководствениот дел на фондот за здравствено осигурување.